Мислам дека го видов Дурловски дека им посочуваше на луѓето каде да одат. Ова е сведочењето на контроверзниот градоначелник на Шуто Оризари Курто Дудуш против македонскиот оперски пеач Игор Дурловски лани во септември. Неговата изјава, во која нема ниту еден доказ освен глаголот мислам, е единствената основа на која обвинителката Русковска одлучи да се жали за одлуката на Скопскиот кривичен суд кој го ослободи Дурловски. Како што дознава Алфа, Русковска во жалбата исто така напишала оти не била фактичката состојба околу одлуката за ослободување на Дурловски доволно јасна и прецизна. Зошто некому, односно на Русковска, и пречи слободата на светски познатиот пеач? Која е крајната цел што обвинителката сака да го врати Дурловски зад решетки? И зошто токму Дудуш е аргументот на Русковска, човекот кој инаку се терети за неколку кривични дела, а и го игнорира судот не појавувајќи се на рочишта? Решив да пробам да излезам од галеријата. При симнување по скалите го видов Игор Дурловски како стоеше надвор пред салата и мислам дека тој им посочуваше на луѓето каде да одат. Мислам дека испрати луѓе кај мене со зборовите и овој е еден од нив. Тргнаа кон мене тројца повозрасни. Среќа бев погоре на скалите, а кога дојдоа, тие беа пониско и успеав да ги оттргнам. Потоа ме евакуираше во една од канцелариите, каде чекавме околу 2 часа. Одбраната на Дурловски има испратено одговор на жалбата на Русковска до апелација. Според правилата, овој суд би требало на јавна седница да расправа и да се произнесе. Кога не се знае. Оттаму само ни објаснија дека целокупниот предмет за 27 април е даден во вишото обвинителство на оценка. Дурловски беше обвинет за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, што е едно од најтешките дела според македонскиот кривичен закон. Во ослободителната пресуда, тогаш Кацарска образложи дека обвинителството не успеало да ја докаже вината на Дурловски и трошоците за неговото судење ќе паднат на товарот на буџетот на државата. За случајот 27 април, судот изрече казна од вкупно 211 години затвор, од кои најблагата казна е 8 години за Никола Василевски Нинџа, а најголемата на Митко Чавков, која е 18 години. Во осудените е и началникот Душко Лазаров, кој покрај гаранциите заради грешка на судот се уште се наоѓа во шутка.